Ja прашам, Текст на предлогот на Адев, пора Пративме да чува. И добро вечер, почитувани гледачи, добредојавте во среда едишн изданието кој што го емитуваме во петок денес од објективни причини. Сепак нашиот редовен гостин во тешки муабети во ова издание е лидер на политичка партија, од објективни причини немаше можност тука да биде во среда со нас. Да започнеме емисијата веднаш со неколку вака интересни теми. Цената на дизелот за прв пат ја надмина цената на бензините, тоест цена за литар дизел 97 денари, цена на бензин 98-95 денари и цена на бензин 95 октани е 93 денари, цена на мазут 60,6 денари, цена на екстра лесно 92,5 денари, цена на метан 91 денар, но зависи од бензинска до бензинска пумпа каква ќе биде цената, таму има слобода околу формирањето на цената, цена на плин 49,5. Тоа се вака на брзинка прочитани ефектите од санкциите кои што ги има Европската Унија и земјите кои што се придружуваат на тие санкции кон Европска Унија наспроти Русија. Руската Федерација најави дека ќе ги затвори своите гасоводи и нафтоводи кон Европа, но и кон делови од Азија и Африка, како што е оној гасовод Јужен тек кон Турција. Се помалку на светскиот пазар има количина на јачмен, на жито и на пченка и пченица. Затоа веќе зборува владите од генерално од поголемиот дел од светот. Причината за тоа е што 19% од вкупното производство на јачмен, пченка и пченица на житарки воопшто е Русија со Украина. Русија е прв производител на житарки, Украина е пети производител на житарки. Имаме ситуација денес исклучително интересна. Руската Федерација, односно амбасадорот на Руската Федерација во Обединетите нации побара итен состанок на Советот за безбедност на Обединетите нации, на кој што беа презентирани докази прибавени од војната интервенција во Украина, кои што докажуваат постоење на преку 30 биохемиски лаборатории во кои што се развивало биолошко оружје поддржано од Министерството за одбрана од ДОД на Америка, тоест од Пентагон. За овие информации вчера беше запрашана и Викторија Нуланд, помошник државен секретар од страна на сенаторот Марко Рубио, на кое што прашањето де факто призна дека во Украина постои таква програма за развивање на биолошко, за research and development на биолошко оружје, податоци кои што не смеат да бидат, по секоја цена би требало да бидат уништени и не смеат да паднат во рацете на руската армија. За ова денес се дискутираше на Советот за безбедност на Обединетите нации, на кој што беа презентирани и документи од страна на Руската Федерација, нормално и очекувано беше западните земји да ги отфрлат овие документи како дезинформации, лажни вести, теории на заговор и слично, но имаше и нации кои што беа малку повеќе свесни, па наместо да ги отфрлат на прва, побара секоја информација околу постоење на биолошко оружје кое што инаку е забрането со Конвенција на Обединетите нации, да биде детално истражена, за да се потврди постоењето или непостоењето на вакво оружје за масовно уништување. Понатаму во текот на емисијата ќе разговараме за оваа тема. Денеска падна и дрон од советско производство во Загреб, прелетало 5 НАТО држави, ниту една го нема детектирано, ниту еден радар на НАТО го нема детектирано, пред да падне во Загреб. Причината за падот е најверојатно информацијска грешка во самото беспилотно летало,
имено. Паднато е во само момент, ќе го прочитам. Јарун. Паднато е во предградието Јарун во Загреб, инаку Јарун е и село во Украина. Веројатно тука си има збунето дронот, има паднало таму. Милановиќ, хрватскиот председател, остро го нападна НАТО за неспособноста да детектира еден ваков дрон. Македонија забрани извоз на пченица, јачмен, пченка и брашно од Македонија, додека Бектеши, министерот за економија, тврди дека имаме доволно резерви. Зашто е тогаш она забрана за извоз, ќе разговараме понатаму во емисијата. Исто така ќе разговараме и за уште еден скандал, или така наречениот последниот скандал на Венко Филипче, така го наслови колегата Бранко Геровски овој скандал, а се работи за скандал во тежок 2,5 милиони евра. Пари кои што се извадени од буџетот на Република Македонија и се дадени на грчка градежна компанија. Истовремено, парите кои што се дадени на грчката компанија требале да бидат префрлени на компанија на која што оваа грчка компанија должи, македонска компанија која што поради смислената, да речам условно кажано, шема на Венко Филипче и оваа грчка компанија ја доведоа македонската бетон штип да падне во стечај и да престане со функционирање. Јакимовски, ја ви прво да почнеме со она што највеќе ви лежи, тоа е општина Карпош. Имаме таму ситуација 1600 евра, од 1400 до 1600 евра квадрат стан во општина Карпош. Општина Аеродром 1100. Од 1300 Влај до 1900 Тафталиџе 2, 1600 Карпош 3, Океј, земав ја некој просек. 1700 Козле. Земав некој просек, Аеродром 1150, Кисела вода од 950 до 1050. Зашто е толкавата разлика измеѓу цените на квадрат стан? Прашањето ви е добро. Тоа значи дека производната цена на становите се секаде исти. Односно, ако становите се прават во дел каде што собственост е приватен собственик, со отприлика тоа иде од 25 до 30% обештетување на собственикот, плюс трошоците кои што се за изградба, значи секаде се исти, дали се тие во Карпуш или пак се во центар, отприлика плюс минус или пак во Аеродром или Кисела вода, отприлика се плюс минус 2-3%. Причината за толку енормно високи цени во Карпуш е дебаланс меѓу понудата и побарувачката. Односно, има помалку производство на станови, а поголема побарувачка. Јас на ова предупредив уште пред година и пол како резултат на срушените урбанистички планови, како резултат на немање градба на станови, дека цената на становите во Карпуш ќе пораснат. И тоа значи дека нашите деца, нашите синови и керки од Карпуш ќе треба да одат да купуваат станови во Кисела вода или Аеродром или Чаир, но не и во Карпуш. Вие во Карпуш во моментов готово да не можете да купите стан од 35, 40, 45 квадрата, бидејќи не се произведуваат такви мали станови. Се прават поголеми. Затоа што во мали зградички се прават станови од прилика од 60 до 80 квадрати. Мали станови од 30 до 45 квадрати имате само во поголеми згради. Тоа значи дека ние мора да интервенираме од прилика да изедначиме понудата и побарувачката, во спротивно цените ќе одат преку 2000 евра квадрат, а да не зборам за тоа што не ги носиме урбанистичките планови во делот на каде што имаме, например, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2, Влај 1, Влај 2, Цело Козле, не носиме урбанистички планови и како резултат на порастот на цената на материјалите, значи оние што сакале да доградат, да надградат куќа или барака и така натаму, ако, например, до пред година дена му требало 50.000 евра за таа работа, сега ќе му треба негде 120-130 евра, како резултат на неносењето на плановите на општина Карпуш, затоа што општина Карпуш
Тие урбанистички планови за овие населби ги поништила и досега нема донесено урбанистички планови, што значи дека вие да сакате, јас не можам да ви дадам одобрение за градба. И тоа е исто како да сме дошле во вашиот дом и од дома да сме ви земеле 70.000 Добро, предпоставам евра. дека има расположение кај советничката група, кај советниците да донесат еден нов дуп кој што ќе ги либерализира. Не збориме за еден, збориме за повеќе, кај по мене мораме под итно да ги откочиме плановите каде што имаме индивидуално домување. На луѓето мора да има возможност да доградуваат и да надградуваат куќи. Значи, тука е најголемиот притисок. Ние, да речеме, само во една населба, во овој момент, да речеме, не знам, во делот на Владо Тасевски населбата, тоа е оној дел од Рузвелтова до 8 септември, од Теодосија и Гологанов до Партизанска, ние во моментот имаме 50 барања за изводи од урбанистички планови, што значи дека 50 граѓани во моментов чекаат за доградба и надградба. И пред 3 дена цената на железото беше 850 евра, денеска 1270 за тон. Денеска 1270. А пред 7-8 месеца беше 420 евра. Цената на становите очекувано и уште толку. Тоа значи путат помножено по 3. Аналогно на тоа скока цената на бетонот, скока цената на изолациите, скока цената на столаријата, скока цената на вратите, цената на работната сила, паркет, едно друго, сето тоа оди нагоре како резултат на трошоците за енергенсите, што значи дека ако ние не произведуваме паркет или не произведуваме таркет и ламинат, тој што го произведува поскапува транспортните трошоци. Цената на електричната енергија влегува во цената на производот. Таа ќе расте, значи им правиме огромна штета правиме за граѓаните на својата општина. И истовремено вие велите дека поскапува цената на градба, планирате да градите, да затварате неколку објекти на игралиштето во Влае 2. Аха, вие сакате да кажете за она Facebook група Да го спасиме Влае. Борба за Влае. Замислите борба за Влае, за спортските терени во Влае, од каде што тргна мојата кариера. Каде што израснаа моите два сина, буквално малиот син е роден на спортските терени во Влае, се јас на спортските терени во Влае би зел да правам објекти. Мислам, тоа е навистина смешно со какво се количество на дезинформации се слушат поединци, очигледно дека се ориентирани за борба против мене. Ништо повеќе, но јас урбанистичкиот план се носи за граѓаните на Влае како резултат за нивните потреби. Тамо до тие игралишта исто е ставено една детска градинка, ставена со регулацијскиот план кој го носи градот Скопје, затоа што планерите процениле дека во Влае 2 нема ниту една градинка. Едната градинка што е ставена до основното училиште Димо Хаджидимов е со релативно мала површина од 900 квадрати и ставена е уште една градинка за да ги задоволи потребите на таа местна заедница. Инаку во Карпош ние имаме 14 местни заедници, а имаме например 10 училишта и имаме 10 објекти на градинки, што значи ни треба уште Возлокуќани, ни треба Влае 2, ни треба и Нерезе исто така да направиме, значи уште на неколку места ни треба да направиме градинки за да нашите најмлади жители гледате дека нема место во градинките, треба да ги сместуваме. Така да тие дезинформации од оние спортски терени каде што јас во 2001 година уште ги осветлив, тоа се први спортски осветлени терени да може да се игра и во ноќните часови. Затоа што таму јас сум од Ѓорче. Прв јас го, Цело Ѓорче идеше цело Ѓорче, на Хром, тие терени, од автокоманда доаѓа во тоа време. Да. Денеска таму имаме вештачка трева на тие терени. Значи тоа е извонредно место за дружење на граѓаните не само на Влае 2, туку и на Влае 1, Карпош 4, Нерези, Хром и така натаму. Од Ѓорче идеа луѓе се шетаа по Вардар, зборам за постари луѓе, повозрастни, се шетаа по Вардар, стигаа до терениве. Имаше таму и трибини, не знам дали уште ги има, не сум бил одамна. На трибини се собираа, седеа си одеа кај дома, одлично. Значи, прво јас како човек не би плукнал врз она што е моје дело. Да.
мое дело, така да мојот став кон спортските терени во Карпош е докажан за 20 и кусур години и нема никој потреба да ги брани спортските терени од оној кој што ги создал спортските терени. Никој да не се секира ниту киоск, ниту квадрат, не знам, било каква градба, ниту една лопата со цемент таму ќе се стави. Таму имаме ние местна заедница со наши магазини и значи во евентуално реновирање ние може да си реновираме само местната заедница со тие наши магазини каде што имаме Да, него контейнери има таму поставено, тие се практично канцелари. Да, канцеларија која што нам ни служи за потребите на граѓаните на општина Карпош и тука имаме чуварска служба која што ги чува тие спортски терени во текот на ноќниот период. Значи да сублимираме, таму нема да има никаква тврда градна. Апсолутно. Она само освен она градинка која што се предвидува да се Градинката не е во спортските терени, надвор од спортските терени, повторувам, таа не е уцртала општина Карпош, туку градот Скопје со регулацијскиот план. Но во секој случај има граѓани кои што не се жители на Карпош и денеска одеа по улиците на Влај и разнесуваат. Имаше таква иницијатива токму во оваа група. Разнесуваат, пазите, анкетни листови по куќите носат да се бунат, не знам, против бетонизација на Влај и така натаму. Мислам, тоа се гледа дека вознемирувањето на граѓаните е увезено не од жителите на Влај, туку тоа е смислена кампања од два наши советника кои натаму продолжуваат со лаги и затоа ги информирам граѓаните на Карпош дека нивниот градоначелник никогаш нема да ги излаже. Никогаш јас не сум се служил со лаги, јас можам да им кажам нешто што не им се допаѓа, но лага никогаш. И секогаш најточни информации ќе добијат од службите на општина Карпош, од мене како градоначелник и све што ги интересира ќе добијат исто така на веб страната на општина Карпош и со резерва да примат било какви други информации. Се што ги интересира, јас им стојам на располагање. Еден карпошанец деновиве имаше непријатна случка, тоа е Петре Шилегов, му ги запалија двата автомобили. Се слушнавте со Петре? Добар е, здрав е, жив е и што? Да, искрено се слушнав со Петре. Како да кажам, искажав загриженост и еве поддршка. Не ми е драго што тоа се случува на жител на општина Карпош. Денеска имавме пуштање во употреба на полициската станица Карпош, значи незино реновирање после веројатно 50 години. И меѓу другото и со министерот Спасовски, и со помошникот за град Скопје, и со началникот и командирот на општина Карпош, јас инсистирав и пред нив сторителите на ова злодело, на ова кривично дело, под итно да се најдат и да се расчисти случајот, затоа што секој граѓанин на Карпош мора да биде безбеден и што е интересно, сите советнички групи во денеска имавме седница на Совет го осудија овој настан и даваме поддршка на органите на прогонот да утврдат кој ова го прави, затоа што пазите, тие денеска ви ги палат колите. Тоа значи утре може и да ви постават темпирана бомба под вашето возило. Во доба кога имаме камери на секој чекор, кога на секој раскрцница имаме камери, ова не е прв пат веќе да претходно сеќавате на Миле Зечевич, исто така му го запалија возилото. Имаше и други граѓани. Значи не би сакал вакви работи да се случуваат на ниеден граѓанин во било кој дел на Република Македонија или било каде. Има некои информации, сега јас овде ќе коментирам, не барам коментар од вас. Имаше информации дека станува збор за некои должничко-доверителски односи со некои групи кои што се наоѓаат на подрачјето на општина Сарај. Тоа се шпекулации. Затоа реков јас ќе ги коментирам, не барам коментар од вас. Но како и да е, ние веќе пишувавме за таа ситуација и за информациите кои што се вртат околу причината за палењето на автомобилите на Петре Шилегов. Се надевам дека ќе изнајде начин да се го реши проблемот. Очигледно службите или Да, инаку јас пратив денеска од службите кои држуваат хигиена да го расчистат тој дел комплетно. За жал бехатонкотските се целосно
како да кажам, гламњосани, што значи дека треба да ги промениме нив, ќе видиме дали можеме да тоа да го Видов јас измиеме. да ги канделабри менувавте таму инсталации на Да, канделабри. да и инсталации и така натаму, да го доведеме тој дел да изгледа нормално, да не подсеќа на овој немил настан и еве уште еднаш и како да кажам и поддршка до колегата Шилегов, но во исто време и еве жалам што на граѓаните на мирното Тафталидже еден им се случува ваков немил настан. Како што кажа, се надевам Шилегов ќе се изнеде начин да си ги реши овие проблеми кои што го навјаселе, но да продолжиме понатаму со емисијата и со темите. Најавив на почетокот, една од темите ќе ни биде Советот на седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации, каде што рускиот амбасадор, рускиот представник во Обединетите нации објави документи за 30 биохемиски лаборатории во кои што се развивало биолошко оружје на територија на Украина. И минатата емисија во неделното издание на Тешки мавети ние ја објавивме мапата на позициите каде се поставени овие биолошки лаборатории, која што целосно се поклопува со мапата на движење на руската армија во целост. Значи, како се движи руската армија, се движи токму кон овие лаборатории. Веќе тие места се завземени, една од најголемите лаборатории беше во Харков. Денеска беа презентирани и пред Советот за безбедност на Обединетите нации беа презентирани и документи токму од лабораторијата во Харков, во која што биле нотирани 200 смртни случаи кај војници, кај украински војници, како резултат на заразување со свински грип, генетски модифициран свински грип, кој што бил веројатно тестиран врз овие 200 украински војници. Беше презентиран и записник, односно информации кои што биле запленети од оваа биохемиска лабораторија во Харков за 346 смртни случаи од африканска свинска чума. Исто така беа презентирани документи за смртни случаи и тешки и луѓе кои што развиле тешки симптоми од црна чума. Имаше презентирано податоци за тоа како вештачки е зголемен бројот на заболени од полио. И тоа се генетски барем како што тврди рускиот представник во Обединетите нации, тоа се генетски модифицирани вируси и бактерии за потребите на американскиот Пентагон, барем како што кажа рускиот представник во Обединетите нации. Сега сакам да го прокоментирам ова со вас, Јакимовски, од проста причина што уште една недела пред да почне руската инвазија, бевме на еден друг состанок, каде што нас тројца четворица ние тврдевме дека нема да има руска инвазија, ти беше единствен кој што тврдеше дека ќе има. Не, јас сум веројатно единствен и во Македонија. И во Македонија веројатно, и на неколку часа пред да започне имавме овде емисија. Во емисија тука јавно кажа дека мислиш дека ќе има инвазија, дури кажа и дел од начинот на движење на влез на руската армија во Украина, кој што во суштина беше точен. Затоа и сега сакам да го прокоментирам ова со вас, Јакимовски. Овие биолаборатории се легитимна цел на руската држава или се само изговор? Прво, ова има своја генеза. Откако Путин 2007 година на конференцијата, безбедносната конференција во Минхен, за последен пат се обрати со барање да се обединат Европа и Русија и да се обедини Русија и НАТО против најголемото зло на 21. век, а тоа е тероризмот. Од тогаш, буквално, после оној негов говор, тргнува стартот на и нуклеарното... Да ги подсетиме гледачите, што беше говорот на Путин на Минхенската безбедносна конференција? Тој ги предупреди дека подолго време Русија инсистира да се здружи
Европа заедно со Русија и НАТО заедно со Русија за борба против тероризмот и дека тоа најголемо зло на 21. век и дека Русија постојано е наоѓано разни изговори да таа се отворила таа иницијатива на Русија, сметајќи се цел време Русија како опасност, поготово на западниот свет, и потоа започнува, буквално е со една врста на претење. Сега ќе видите како ќе започне новата трка во вооружување, почнува новата студена војна, но ние сега гледаме дека студената се претвора во вистинска војна. Ова не е студена, туку врела војна. И очигледно дека доста напредна Русија и во развој на конвенционалното оружје, и во развој на тактичкото вооружување, и во развој на нуклеарното вооружување. Веќе нивните воздухопловни сили не се викаат воздухопловни сили на Руската Федерација, се викаат воздушно-космички сили, значи спремни за војување и во космосот. Америка има таква сквадра. Да, меѓутоа спремни да веќе и со да војуваат и со ласерско вооружување, со блокирање на радиоталасните бранови, значи електронско војување и така натаму. И кога очигледно дека Русија исчекори драстично во делот и на конвенционалното, и на тактичкото, и на нуклеарното оружје, и во се ова што ви го кажувам, значи дефанзивата на членките на НАТО, вклучувајќи Соединените американски држави, наоѓа нов начин како да излезе пред Русија, а тоа е веројатно во овој дел на биолошкото војување, веројатно и во климатското војување. Следното е економското војување. Вие гледате дека постојано Русија се соочува со санкции, значи очигледно дека двајцата противници во студената војна ги менуваат тактиките. Тоа што има еден преднос, сега се труди да има друг преднос, а тоа е значи преднос во истражувањата на биолошкото оружје, што е една вака сериозна работа. И сега ние сите ќе се запрашаме од каде одеднаш ни дојде овој вирус, COVID-19. Очигледно дека тој од некаде излезе. Очигледно дека тој е произведен во некоја лабораторија и јас сум длабоко убеден, и ова го имам кажано и пред година дена, дека кој го смисли ова, од која и да е земја, за ова ќе треба еден голем нирбершки процес, затоа што умре многу народ, затоа што се направија огромни штети, и ние гледаме дека со ова биолошко војување, ако некој се обидел да таргетира одредени нации, одредени етнички групи, како што е словенскиот народ, нека извинат, ама и јас припаѓам на словенскиот народ, тоа значи дека можно и вакцините кои се произведени, се произведуваат да бидат таргетирани за поодредени групи на народи, благодарение на испитување на нивните патогени. Значи, дури сега морам да ви кажам, дури сега ми е криво што сум се вакцинирал. Јас сега тука ќе предложам Иван да ги пушти документите кои што денес беа објавени на седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации. Ние ќе продолжиме да си разговараме околу тоа. На тие документи се гледа точно дека се работи за биохемиски лаборатории во кои што развиваат биолошко оружје, таргетирано врз одредени ланци на ДНК, дали се словенски, дали се латиноамерикански, ирелевантно, одредени ланци на ДНК. Како се превземани, според рускиот представник во Обединетите нации, тој вели дека се земани примероци од крв од луѓе кои што редовно си оделен на проверка за крвна анализа, се земани примероци од крв кои што потоа се анализирани и врз основа на тие податоци генетски се модифицирани овие вируси. Значи зборуваме сега за вируси како црна чума, како африканска свинска чума, свински грип, полио, таму е исто така развиван вирусот H5N1. H5N1 меѓу другото, дури тврдеше дека и рускиот вируси амбасадор кои ги пренесуваат лијаци, кои ги пренесуваат птици. Дури тврдеше рускиот амбасадор во Обединетите нации дека начинот на трансфер на овие болести, еден од начините на трансфер е имено користење на птици, користење на овие лилјаците, како се викаат,
Во Вукан или ти е слепите глувци или лилјаци, значи они ги пренесуваат, пренесување птиците ги пренесувале исто така, кои Па што ние имавме оделе... една ситуација тука во Македонија, Сега, колку на е, свински, вака се, на моите- свински грип, па се уништуваше, имаше хајки за уништување на диви свињи. Од она што јас пратам, дел од овие, голем дел од овие информации се добиени врз база на свиркачи. Така е. Значи не се освоени тие лаборатории, зашто овде се зборува за лабораторија во Лавов. Лавов не е освоен. А Така е, лабораторија Лавов во има 3 Одеса. лаборатории. Во Одеса. Харков уште не е освоен. Значи најголем дел од нив се добиени врз база на свиркачи. Колку е сето тоа точно, веројатно треба Обединените нации сериозно да се позабават со оваа работа, но она што е за мене најопасно, ова ќе внесе сериозен јас меѓу Русија и западниот свет. Ова ќе има далекосежни последици. Се плашам дека ова ќе доведе до војна од многу поголеми размери. Зошто? Зашто гледате веќе сега се носат и доброволци и од едната и од другата страна. Да, Путин најави Гледам дека веќе има Путин прво викаше дека ќе се борат во Украина само припадниците на редовната армија. Сега гледаме дека се вклучија чеченците, сега гледаме дека доаѓаат сирици, гледаме доаѓаат и дека други меѓународни бригади со во моментов пуштање да одат во Луганск и Донецк. Тоа значи дека на ваков начин ќе може да се вовлечат, а гледам и од другата страна се носат доброволци, значи полека, но сигурно ќе почнат да се вовлекуваат и други земји во конфликтот, што значи конфликтот ќе добива на жестина, ќе добива на поголеми размери, ќе почне да се зачега, не можеме да видиме некои злосторства, освен оние што се настрадани од гранати цивили, но се плашам дека ќе се јавуваат поголеми зверства, поголеми злосторства. Најави рускиот председател Владимир Путин 16.000 странски доброволци кои што ќе се придружат на борбата околу Киев. Се претпоставува дека тоа ќе бидат... Александар, ова само кажува дека војнава ќе трае подолго, дека Руската Федерација нема намера назад да се врати. Мислам дека вака сега. Вака ќе ви кажем. Мислам дека две работи се сигурни. Дека они немаат намера да застанат, ќе застанат таму кај што ќе сметат дека они според нив ќе бидат безбедни. Сигурно е дека они ќе бидат победници во оваа војна, затоа што се гледа дефанзивата на украинската армија, која, да подсетам, не е ни малку слаба армија, но веќе нивните противвоздушни сили се готово уништени. Гледаме дека војската веќе се не е на бојното поле, туку претежно во градовите, заедно со цивилите и така натаму. Значи, како ќе се евакуира цивилите, така значи дека притисокот од воздушни удари, од артилериски оган, од тешкото вооружување ќе биде се повеќе врз тие градови, но веројатно така ќе јакне и силата на овие меѓународни бригади што доаѓаат, зголемување на контингентот на оружје што ќе стига до Украина, и мислам дека тоа ќе биде војна што ќе потрае малку подолго. Но една работа е Бајден во право. Бајден е во право кога вели дека ова е спремано од 2014 година и по се изгледа ова не е одлука на Путин и на генералите, Шојгу, како министар за одбрана и другите генерали, дека ова е подготвувано веќе десетина години во Руската академија на науки и уметности, во нивните центри за стратегиско планирање, во нивните центри за институти за економски развој, затоа што они сметаат дека најголема грешка на Русија што во последните 200 години се обидуваат да се приближат кон Западот и да се додворат кон Западот, и по се изгледа, што за нас мислам дека не е добро, дека Русија одлучува дефинитивно да раскине со Западот и да се сврти кон Исток, сметајќи се себе си дека припаѓа кон Истокот, а не кон Западот. И
моето мислење е дека овие санкциите што се предвидени за Русија се однапред пресметани, сметајќи дека контраударот од самите санкции на западниот свет ќе биде многу поопасен во однос на оно што ќе го претрпи Русија. И јас сега морам да кажам вака. Не ми е драго што русите возат бензин по 28 денари, а јас треба да возам по 90 денари, по 100 денари. Не ми е драго да јас стојам во ред, воведуваме санкции на Русија, место русите да стојат во ред, да стоиме ние во ред. Какви се тогаш тие санкции? Гледаме дека некои земји веќе се обидуваат да бидат иземени одредени продукти што ги добиваат во размената со Русија. Пред се мисли на енергенсите. Јас се прашувам, ние како држава тука имаме ли некој интерес? Некни зборувам со едно момче што извезува земјоделски производи, вели 70% од зелката ни оди во Украина и во Русија. Каде одат нашите праски? Најголемиот дел. Ние мора да гледаме и некој интерес. Што ќе правиме ние со таа стока? Јас разговарав со оној господинот од Валандово, чии камиони беа запленети на украинската граница, 200.000 евра камиони со приколици. Беа запленети, де факто украдени од страна на украинската држава. Во истиот момент додека Македонија подготвува хуманитарна помош, собира хуманитарни донации за да испрати во Украина. Славјанка ја слушаме секој ден како ние нема да го оставиме Зеленски сам. Истовремено украинската држава нас ни краде 200.000 евра. А што мислите тамо е сега борба за храна? Секој шлепер што ќе се појави ќе се носи да се подели на народ, како мислите? И сега нашата држава треба да се потруди овие луѓе што им се запленети камионите и што се поделени тамо, треба да ги обештети тие луѓе. Нема таква најава, мора да има таква најава. Разговарал собственикот со министрот за надворешни работи Бојан Османи, кој што му рекол тоа е војна, знаеш како е. Како војна е? Во исто време собственикот на јаболката, кои што практично биле вратени од Русија пред да влезат во Русија, почнува конфликтот и ги враќаат назад. Тие јаболка се два шлепери јаболка, се слушнати со него, тој вели дека пробале да контактираат и со украинската амбасада во Македонија, од каде што им рекле немаме што да правиме, имаме попаметни работи. Од вашата јаболка. Од вашите јаболки. Како и да е, веројатно тоа е така, имаат нели поголеми проблеми, но македонската држава воопшто не се најде во ситуација. Ама затоа сме држава. Тие, знаете што, два шлепера јаболка може да бидат за некоја мала фирма цела планина, фирмата да пропадне. Луѓето да имаат земено кредити, да заложиле своите домови и да ги изгубат домовите. Значи не може да кажеме ние како држава баш не брига, па ние можеме да најдеме начин нив да ги обештетиме со тоа што или делумно да ги обештетиме со тоа што еден ден оваа војна ќе се смири, ќе се ги бараме тие пари како држава од украинската држава, или веројатно ќе има меѓународни помошти за таа земја која што ние ќе. Или едноставно, ако даваме помош во храна и така натаму, ќе кажеме да, наши граѓани таму кај вас изгубија толку и толку камиони со стока, нашата помош ќе биде према вас со тоа што ќе го обештетиме нив. Апсолутно. Значи има начин како тоа да го решиме. Сега ќе ја пуштам, има најновата мапа на движење на руската војска. Само момент за да ја промениш оваа која што веќе оди. Само момент. Во моментот долу на екранот, постојано гледачи може да ги видите позициите на лабораториите во Украина и движењето на руската армија. Да, микрофонот треба да сменам, рикна. Океј. И движењето на руската армија. Сега додека го сменам микрофонот, веројатно ќе ме слушате од овој микрофон. Сакав едно прашање да прочитам, тоа е од прашање од гледачи за Екимовски, дали ќе му се овозможи на Пуцко Петрол да се промени деталниот урбанистички план во општина Карпош и да му се цртаат 50 згради, а и џамија. Ајде, Мицкоски, ајде, Стефчо, дајте се од себе, треба да не прочитам понатаму. Сега е време да ода вашите 5 минути да ги земете милионите евра што ви ги нуди Пуцко заедно со вашиот брат Ахмети, да ја општина Карпош. Немам намера на глупости да одговарам.
Добро. Нека извини граѓанинот, ама некоректно е. Ајде сега дошле 5 минути да земам милиони. Јас за тоа не сум дојден во општина Карпуш и благодарам на граѓаните на општина Карпуш кои што ме почестија и ме вратија како градоначелник по 4-ти пат во општината Карпуш и сакам честно и поштено да им служам, односно да ги решавам нивните проблеми. Нити Пуцко ќе добие 50 згради, ниту пак било кој разговарал за било каква џамија во тој дел и така натаму. Така да тоа се инсинуации и шпекулации кои што се крајно неодговорни. Пушти ми го таа микрофонот, добро. Микрофонот е променет. Пендаровски денес збореше дека Македонија не може да го брани своето небо, дали е тоа нормално за една членка на НАТО? Се извинувам, како Пендаровски? Пендаровски денес зборуваше дека Македонија не може да го брани своето небо, дали е тоа нормално за една членка на НАТО? Па ако немаме воздухопловни сили, секако дека не. И нели ние рековме дека НАТО ќе ни го брани нашето небо, тоа значи грчките авиони се сложивме да ни го брани нашето небо. Ако за Македонија е проблем да ние не знам имаме 4-5 ловци од четврта генерација или 4 плюс генерација, каква држава сме ние? Ама сега што е, тоа е. Веројатно проценката е дека тоа за нас ќе биде голем трошок и веројатно проценката е дека за волку мал простор нас нема да ни требат ловци, имајќи во предвид дека околу нас од 3 страни сме окружени со земји членки на НАТО. Ама денеска гледаме дека во Хрватска, обкружена со сите членки на НАТО и самата членка на НАТО, падна дрон од советско производство. Првичната претпоставка е дека се работи за дрон во сопственост на украинската армија, падна во среде Загреб. Значи падна дрон од времето на Брежнев. Од времето на Брежнев, да. И не го видел никој. Никој. 5 земји членки со тоа што сега читав една анализа на хрватски експерт, воен аналитичар, бивш генерал. Сега ќе го прочитам, Дани, не знам како се презиваше, сега ќе го прочитам само момент. Тој е полковник. Золтан Дани, пензиониран полковник од Југословенската армија, кој што вели дека причината за тоа што не бил детектиран дронот е затоа што имал мала површина и не... Золтан Дани. Да. Ој не е од Хрватска? Не, хрватски. Сега ќе ти прочитам. Полковник. Золтан Дани, пензиониран полковник, ПВ Војска Југославија и командант единица која за време на НАТО агресијата врз Југославија го сруши невидливиот авион. Значи тој го сруши стелтот. Да. Беше командир на противвоздушната одбрана која од Батаница го сруши стелтот. Веројатно Золтан Дани, така. Тој вели дека се работи за дрон, за беспилотно летало кое што имало мала површина и заради тоа радарите на НАТО го немаат детектирано. Станува збор за дрон кој што летал преку целата територија на Унгарија, стигнал до Хрватска, Романија, никој не го видел. Или преку Полска ако идел. Никој не го забележал, ниту еден радар на НАТО земите и падна поради недостаток на гориво. Има две варијанти. Едната е, вие што ја кажувате, Јарун во Украина и Јарун во Хрватска. Да, Јарун, ама тој дрон, таа теорија стои. Значи, таму се ставени податоци во дронот, нели, тој сам беспилотно лета, треба да стигне до Јарун. Тргнал тој кон Јарун, ама Јарун во Хрватска, во Загреб. Му снемува гориво во моментот кога, значи барем тоа е официјалното соопштение. И како лета без гориво? И паднал, снемува гориво во Јарун, во Загреб. И таму паѓа. Јас мислам, јас се плашам дека тој неговото наведување, неговото летање како дрон не е през активирање од украинската армија, а превземено од руската армија, бидејќи се работи не ова турски Байрактар, туку е од советско производство кој што го имаат и русите, и кога е тој активиран, превземен и е возен преку членките на НАТО за да видат дали воопшто тие можат него да го фатат. Постои и таква теорија, што значи дека веројатно тоа било тест вожња за да се види дали радарите на НАТО воопшто ќе можат да го откријат таков тип. Ако го има украинците, тоа значи го имаат и русите овој. Па да, чиме СССР, тоа е Туполјев 114.
Тоа значи дека го имаат и русите и затоа велам кога е активиран, веројатно од неговото наведување е преземено од страна на русите и е возен преку земји членки на НАТО, додека имал гориво до таму за да видат докаде може да ја пробијат радарската контрола на сите овие земји. Пак ќе ве вратам Ја не верувам дека ова грешка е јарун со јарун. Јас пак ќе те вратам на теми од Карпош. Имаме прашање од гледач кој што прашува кога ќе се асфалтира патот од Бардовци за Визбего. Да, добро е прашањето. Тој пат е пат на градот Скопје. Значи, таа е голема улица која што ја поврзува населеното место Бардовци со Визбегово. Во среда имаме планирана средба со градоначалничката на Скопје Данела Арсова, на која што ќе разговараме за многу прашања, меѓу кои и за проблеми од делот на инфраструктурата, вклучувајќи го и населеното место Бардовци. Имаше една, кога ја спомнавте Данела Арсовска, имаше една, така, како да ја дефинирам, една, барем во медиумите беше презентирана една латентна тензија помеѓу вас и Данела Арсовска. Реално постои некаква тензија или тоа беше само така проектирано без врска? Не постои никаква тензија. Јас во ниеден момент не сум покажал или пак градоначалничката на Скопје некоја, како да кажем, латентна нетрпеливост или омраза. Напротив, ние пред отприлика недела дена имавме една средба, сега во среда ќе имаме друга средба, која што се договараме за нашите натамошни чекори во насока на решавање на проблемите на граѓаните, вклучувајќи и на граѓаните на општина Карпош. Повторно, ова беше дававме приоритет на граѓаните. Ќе се вратам повторно на лабораториите. Иван, врати ми ги мапите. Врати ги мапите на екран. Руската федерација тврди дека овие лаборатории, преска почнавме да го зборуваме ова, него до искоментиравме дека се работи за лаборатории во кои што се произведува биолошко оружје за масовно уништување, спротивно на конвенциите на Обединети нации и таргетирана е генетската низа или ДНК низата на словенските народи. Да, но пак ќе кажам, и јас се плашам од повратен одговор на русите. Кој би бил повратен одговор на русите? Дали тој ќе да биде во делот на биолошкото оружје? Сигурно не седели и русите со скрстени раце, дека за ова ќе има одговор веројатно кон американците. И не е случајно што се дига оваа тема. Ќе повторам, значи уште еднаш, овие документи најголем дел се добиени од свиркачи во делови кои што се уште не се завземени, институти и лаборатории кои што се уште не се завземани, значи тоа се најголем дел се користат разузнавачки податоци што ги има руската разузнавачка служба. И што значи вака високо дигање на оваа тема, тоа ќе произведе контранапад со слична, како да кажам, со слично оружје на другата страна. И тоа не е добро. И она што морам да кажам, во моментот на територија на Украина, значи се сите можни разузнавачки служби. Значи таму е битка меѓу западните разузнавачки служби во момент и руските источните разузнавачки служби. Гледате, полека се вклучува во војна Чеченија, се вклучуваат доброволци. Денешното 5-часовно другарување на Путин и Лукашенко воопшто не ми се допаѓа. Тоа значи дека веројатно и украинската армија ќе влегува во војна. Белоруската, тоа значи дека од озгора во близината на полската граница таа ќе се спушти кон Украина. И она што е најлошото од целата оваа работа, она што сме сите ние зиен, е што Путин ги помести нуклеарните боеви глави и ги стави на територија со промена на уставот и со дозвола на белоруската држава, белоруските власти. Значи, ние сме сега страшен зиен, значи 1000 километри се мрдна нуклеарните боеви глави се ставија на територија на Украина. Тоа значи дека се поблиску до Брисел, поблиску до Берлин, поблиску до Париз, поблиску до Македонија, до секаде. Она што мене вака ме изненадува е
тие што ја следеа денешната седница на Совет за безбедност, наместо таму имаше една чудна ситуација. Руската Федерација, представникот вади документи кои што се запленети од овие лаборатории од страна на руската армија, ги презентира пред Советот за безбедност и наместо да слушнеме од представниците на другите земји членки на Советот за безбедност, да слушнеме некој рационален одговор, имаше одговори од типот на ова се руски теории на заговор, руска пропаганда, дезинформација. Ама тоа е нормално. И американците сега да излезат со руски лаборатории, русите ќе викаат тоа е теорија на заговор. Океј, но претпоставувам дека нормален одговор би бил на пример одговорот кој што го даде Гана. Како член на привремен член на Совет за безбедност, Гана рече: "Океј, ние можеме да веруваме дека тоа е дезинформација или вистина, но за да потврдиме, предлагаме со Обединети нации да спроведе итна проверка на овие лаборатории, на овие позиции за кои што зборува Руската Федерација, во меѓупериодот да се договори примирие и прекине огнот." Мислам дека тоа би било најрационален одговор на сите држави. Особено заради тоа што, особено од американската страна, заради тоа што Викторија Нуланд ден пред оваа седница призна дека таму постојат такви лаборатории. Да немаме илузии. Прво, кој фактор е Гана? Не, јас кажувам само Гана, ќе ја земеме за пример, нели сметаме за земја од третиот свет, но имаше најрационално. Кој ќе му дозволи на Обединените нации сега да истражува дали имало биолошко оружје, да имало примири и така натаму? Нема теоретска шанса таа работа да се случи. Добро, како му дозволија на Обединените нации да проверува дали има оружје за масовно уништување во Сирија? И во Сирија, и во Ирак, и во Иран. Не, Сирија е најблиску. Па некаде ќе се дозволи, некаде нема се дозволи. Тоа е најнормално. Односот на силите во Совет на безбедност и во Обединетите нации. Добро, како би требало да биде ставот на Македонија по ова прашање доколку треба биде запрашана, нели, како привремена членка на Совет за безбедност? Ако јас се прашувам, Затоа што нели ние ќе го имаме Фрчковски како представник. Да, јас, добро, Фрчковски е познат борец за човекови права. Да, особено за женските права. Он е за повеќе и он е за како професор универзитетски за образување на албанците на мајчин јазик. На мајчин, да, точно. И знаеме како им држеше познат борец за човекови права. Практични вежби им држеше во Гостивар, и студенти тепаше со шамари. Да. Само не знам како не му пратија тогаш некој студентче кој што малку вака поспремно физички па да. Мојот став можам да го кажам. Мојот личен став. Осудувам секој начин и обид за биолошко војување. Значи, секој обид за производство на биолошко оружје кое што ќе се користи за масовно уништување било каде во светот и од било кого. Значи, вие осудивте како громи агресијата, руската агресија врз Украина. Не може да не се осуди агресија. Не, пошто мене ми доаѓа вака како промена на став. Апсолутно не е промена на став. Значи, не може да не осудиме руската. Ја во ниеден момент не сум ја оправдал руската агресија. Во ниеден момент не сум рекол дека сум против територијалниот интегритет на Украина. Напротив, за целовитост и територијален интегритет да се зачува на Украина, на секоја земја која што е меѓународно призната земја, тоа утре може да се однесува и на Македонија. И не може да не осудиме ние агресија, не може да не осудиме да не поддржиме територијален интегритет на било која земја членка на Обединените нации, призната земја. Така да тука нема апсолутно никако промена на став, нити мој, нити пак на мојата партија, напротив. Но јас имам само едно објективно гледање на сите овие работи, кои што цело време ги изнесувам објективни. И јас од 2018 година сум предупредувал дека може да се случат, можни се вакви работи, и од 2018 сум предупредувал дека од прилика Украина се третира како земја која што представува опасност за Руската Федерација и дека оваа работа што се случува денеска е можна и испадна дека е можна. Сакам да ги информирам гледачите дека гостинот кој што беше го барам само видеото. Иван, еве оваа снимка, да ја пуштиш гледачите да ја видат, ти ја пуштам во моментов. Од тука објавија снимката. Се работи за снимка од дрон во која што украинските безбедносни сили во заседа нападнаа конвој, руски конвој тенкови и оклопни возила. Настанот се случи во селото Бровари. Инаку селото Бровари е она село
од кој што доаѓаше нашиот минатонеделен гостин Игор. Тој не сакаше да речам, беше резигниран од помислата да се врати назад од Украина во Велес, затоа што немал што да прави во Велес. Велес бил умрен град, според неговите зборови, поубаво му било во Украина, иако Украина во тој момент и во овој момент е во војна. Но ден подоцна, ден по нашето интервју со Игор, селото Бровари беше мета на напад на руската армија и таму се случи една сериозна битка помеѓу украинските безбедносни сили и руската армија. Таму беше во заседа нападната колона тенкови и оклопни возила на руската армија. Имаше и жртви, имаше и штети по цивилни објекти. Да, пушти го видеото. Да, како што тоа е селото од каде што доаѓа нашиот минатонеделен гостин Игор, кој што во моментов се наоѓа во Македонија. За среќа наредниот ден, непосредно пред овој напад, пред оваа ситуација, успеа да го напушти селото и да трне на пат кон Македонија. Веќе е тука во Македонија. Да, ова е напад со дрон. Со дронови. Па некој велат со дрон, некој велат дека е со пешадиски напад, но со дрон снимен. Игор е веќе во Велес, тука е во Македонија и е на безбедно. Очигледно имал погрешна безбедносна проценка. Кога викаше дека проценува дека неговото село не е стратешки битно за руската армија. Да, така велеше. Така да за малку ќе видеше дека во суштина ќе ја погодел работа. Среќа што дента непосредно ќе станал руски заробеник како граѓанин кој што доаѓа од земја. Не, тој во емисијата велеше дека тој и неговите сожители од селото не се плашат од руската армија. Напротив, тој тврдеше дека руската армија нема проблем со цивилите, со украинците. Ама он не е украинец. Тој не е украинец. Тој е македонец, добро. Тој уште поблизок на русите, шо? Исто. Барем по ДНК-то, ова што го испитуваат у лабораториите. Тврдеше дека русите не прават проблем на украинците и дека постарите жители на селото не сакаат да заминат затоа што ја чекаат нова Русија, како што им било некогаш ветено дека тоа ќе биде. Да, инаку Бровари е на 23 километри до Киев. Киев во моментов... Инаку не спомнавте дека на тие територии што веќе се освоени, опростените се сите комунални долгови, опростени се кредитите, така да тие што имале кредити во украински банки, сите се опростени од... Да, донесе указ, рускиот председател донесе указ со кој што ги ослободи жителите... Тоа е војната, на некого му се стемнува, некого му се осветлува. Односно изгрева сонцето. Рускиот председател точно минатата недела, на почетокот на оваа недела со указ ги опрости долговите, комуналните долгови за грејење, вода, струја и сите кредити во банките на жителите кои што живеат на подрачјата кои што се под руска контрола во Украина. И ќе добиваат комунални цени за комунални услуги и газ по руски цени. По руски цени, кои што се драстично поевтини од оние кои што се во Украина или во цела Европа. Знаете што, тоа исто е како ние кога се додворуваме на гласачкото тело пред избори. Знаете, покачуваме плати, ова намалуваме, опростуваме долгови, така и он сега се додворува на освоените територии, на граѓаните, да отприлика бидат пацифизирани, да не се противат на новата власт. Во Македонија морам да забележам македонските медиуми, генерално оние што ги нарекуваат мејнстрим медиуми, телевизии и слично, имаме една сериозна небалансираност во известувањето. Причините се познати. Се известува само од едната страна, другата страна воопшто не застапена во така наречените мејнстрим медиуми. И тврдењата дека има цивилни жртви, дека руската армија заробува цивили, дека напаѓа цивилни објекти како болници, училишта и слично, се во суштина непроверени информации. Имаше една информација која што беше гротескна, тоа е информацијата дека руската армија наводно
таргетирала зелен коридор за евакуирање на цивили и дека напаѓала резидентни области. Сега ќе пуштиме едно видео, па ќе го искоментирам. Александр, само малце би сакал да... Значи, ја немам намера да и бидам портпарол на руската армија. Она треба да си најде, или на Руската федерација, она треба да си најде начин и форми како нивните информации треба да стигнат секаде во светот. А ние како членка на НАТО не може да очекуваме дека ќе ни биде дозволено руски информации да продираат на територија на Република Македонија или сите земји членки на кои се на НАТО. Нормално дека доминантни ќе бидат информациите пласирани од кои што прошто низ филтерот на НАТО комуникационите овие како да кажам чекпоинт места. Да. А дека ќе проаѓаат руски проверени и непроверени информации, тоа малку утре. Не се работи за дали ќе проаѓаат руски или амерички, се работи за објективност и за професионализам во новинарство. Околу тоа зборувам. И нели знаете што? Кога има војна, а ова е војна во која што прво се пукаше на вистината. Значи ова е војна во која е убиена вистината и сега веќе натаму секој се обидува да пласира своја вистина. И да очекуваме дека во земја членка на НАТО ќе пробие руската вистина, тоа или руската информација. Не. Не се работи за продирање на руска информација. Како и обратно, секако дека во Руската Федерација немој да очекувате дека вие информации кои што се лиферуваат од НАТО членките или од Украина ќе продарат во Руската Федерација. Тоа е најнормално. Не се работи за чија информација ќе продире, туку се работи ние како земја членка на НАТО дефинитивно имаме заземено страна. Така е, но медиумите немаат потреба да завземаат страна, особено не ако сакаат да бидат професионални и ако сакаат да известуваат од двете страни и да презентираат податоци, информации кои што ќе бидат вистините пред граѓаните, па граѓаните да можат самите да одлучат. Она што мене ми смета, например, е цензурирањето на медиуми кои што според Европската унија, например, биле широчина дезинформации. На нас, на гледачите и на оние кои што ги гледаат информации или ги читаат информации, да одлучат дали и да ги споредат нели информациите, дали е тоа вистина. И сега ако ние зборуваме за прифаќање на стандарди, ако зборуваме за стопирање на цензура и за отварање за транспарентност и отварање на вистината и демократичност во информациите, тогаш цензурирање на било кој медиум е неприфатливо, особено во ситуација на војна, кога секоја информација е повеќе од добре дојдена и од двете страни. Ние не можеме... Вака се, извини малце. Во ситуација кога имаме геополитичка битка, кога всушност не се борат руската и украинската армија, во ситуација, како што реков, на еден прилично голем простор се сконцентрирани сите можни известителни разузнавачки служби, вам да биде дозволено да продира вистината каква што ние сакаме или да биде објективна, што ми е војна, секој гледа да пројде неговата вистина, односно ова е и војна со информации. Па претежно значи ова е вистински приказ на војна со информации. Да, претежно е информациона. Значи овде се војува и со самото отпочнување на војната се уби вистината и тука нема дискусија. Ќе го замолам Иван да го пушти видеото, иако имаш уште едно видео кое што сакав да го објави. Тоа е видео од малтретирање на свештеник, на православен свештеник, кој што својата служба ја извршува во руска црква. Се вознемирувачки снимките да не ги пушти. Не се до толку, кои што се малтретирани од страна на припадници на парамилитарната нацистичка организација Азов. Не се малтретирани во смисла на нема убиства, нема ништо, туку ги малтретираат. Ги бркаат, сакаат да им ја запалат црквата и слично. Ова е малтретирање исто така над цивили. Иван, можеш да ја изгасиш за да не стигнеме до тој дел кој што навистина е вознемирувачки. Има уште една снимка која што не можам во моментов да ја најдам, на која што се гледа како украински цивили ги ја замалуваат украинската војска да се дислоцира од ја немам снимката.
Со тенковите снимката, пушти ја снимката со тенковите. Гледайте што происходит. Да, на оваа снимка може да се види како украинските цивили ги замалуваат украинските војници да ги преместат своите борбени возила и својата техника од резидентното подрачје, од населбата, затоа што пушти ја пак. Затоа што како што вели една од госпогите таму, вели визбите ни се полни со деца. Ама добро, има па и руси и украинци кои што застануваат преку оклопните транспортери пред тенковите, кои што викаат не им дозволуваат да одат на руските тенкови, значи имаме и такви случаи. Имаме точно тоа. Значи се гледа пацифистички настроено население кое што не сака ни едната ни другата војска не ја сака. Точно не, тука сега во оваа снимка да ја видат да ја објавиме од проста причина што се гледаше како се злоупотребува цивилно население во војна и како злоупотребува цивилното население во војна. Не сакам да звучам како што кажа Јакимовски, да звучам како портпарол, но сакам да сите да ја видат, да ги видат двете страни на војната. Инфомакс пренесува информации од двете страни постојано. Имаме едно прашање од гледач, па ќе се вратиме повторно на темите. Стефче беше министер за економија, да ни каже отворено каде заминаа стоковите резерви и кој криминал се прави со тоа на времето, во ваше време. Државата имаше резерви на нафта и бензин, сега нема ништо. Да. Епа, нема ништо за тоа што ги следиме европските директиви. Тие велат државата не може да има резерви, туку фирмите кои што им е даден овој ексклузивен бизнис да се бават, например, со увоз и дистрибуција на нафтени деривати, 30% од минатогодишната продажба мора да ја чуваат во резерви. Тоа значи, ако вие минатата година сте продале 10.000 тона нафтени деривати, оваа година треба 3.000 тона да чувате во резерва. Фирмите, предпоставам, освен МАК Петрол, да не грешам душа, тешко дека другите помални фирми ќе можат толкови количини да држат во резерва. Истото се однесува и со пшеницата, истото се однесува и со другите стратешки производи. Порано имаше например стокови резерви во жива стока, тоа беа овци, тоа беа говеда и така натаму. Сега такви работи веќе немаме и често пати кога ќе одевме во проверка на стоковите резерви, например, ние имаме податок дека имаме 10.000 овци, кои ќе проверите нема ни 3.000 овци, или имате податок дека во жито битола имате толку и толку илјади тони пшеница, на лице место ќе видите дека немате ни 20% од тоа, но во исто време мора да кажам дека, например, пшеницата секогаш се дозволуваше да се зановува. Што значи тоа? Значи ние сега треба да ја трошиме таа пшеница, зашто вие ако ви стои пшеницата, таа ќе не знам, фаќа бубачки, не знам, му влосува или губи од својата лебност, што значи дека мора, да речеме, и нафтените деривати исто така што се чуваат во резерва мора да се зановуваат. Но сега законската обврска е таква да тој што го има бизнисот за таа работа мора 30% да чува во резерва, а како резултат сега на енормно покачување на цената на нафтените деривати, кој може да чува 30% во резерви? Ева, јас искрен да бидам, денеска почувствував дека можеби треба да донесеме одлука на Совет и ако се грееме, само во едно училиште се грееме на нафта, во сите други основни училишта се грееме на градско парно. Од каде знам ако оваа криза потрае до есен, практично ние со толкови високи цени ние ќе немаме греење во училиштата. Дали не е потребно во моментов веднаш да набавиме нафта и да ги натанкираме резерварите на сите оние училишта кои исто може да се греат на нафта, но веднаш си пресметуваш да набавам 150 тона нафта по 90 денари. По 90 денари, колку тоа ќе ме чини, дали во моментот имаме ние толку пари
за да можеме тоа да го набавиме. Значи цената е енормно висока, така и за овие предпријатија кои што може да ги чуваат овие резерви. Тие имаат сила тоа да го прават во моменти кога цената била стабилна. Меѓутоа, вакво растечка цена, вие ја продавате количината на нафтата што ќе имате, меѓутоа веќе набавувате по поскапа количина. Мислам дека многу тешко ќе може да се чуваат овие резерви и мислам дека под итно ни е потребна промена на законот. Државата мора да се вклучи да си набави стокови резерви и да не играме играчки, не знаеме што ќе се случува. Ние сме мала земја, додека некој почне да води сметка за нас, мислам дека ќе може да трпиме сериозни последици. А што се однесува до пшеницата, например, имаме сега забрана за извоз на пшеница, брашно, тоа сите земји ја има таа одлука и нам ни е битно со оваа пшеница што ја имаме сега, а веројатно негде до почетокот на јули ќе ни требаат најмалку 200.000 тони пшеница, ако имаме таа количина, значи ние да издржи пшеницата до новата реколта. Имам овдека една порака да му испратам на еден од нашите гледачи, Горан Серафимов, Чане, друже, со среќа, ако земеш пари од руците, дојди на нас да ни дадеш. Има едно друго прашање од гледач, кој што го поставил неколку пати, не сум го прочитал, поставено до Екимовски. Ваше мислење, кој е виновен за војната Русија-Украина? И зашто се зедовме страна против Русија? Знаете што, не зазееме страна против. Прво, ние сме членка на НАТО. Не може да не зазееме страна. Со тоа што сме членка на НАТО, ние имаме придобивки. Но во исто време имаме и обврски. Еве ги обврските. Јас сум бил еден од тие што не сум бил против нашето членство во НАТО. Еве ги сега, ова се наши обврски, значи не може да ние само да имаме бенефит дека нашата небо е сигурно, нашиот територијален интегритет е сигурен затоа што ќе сме земја членка на НАТО, значи членството во НАТО си има и обврски, еве ги тие се обврски кои што мора да ги следиме заедничките политики и на Европска унија и на НАТО. А друго е прашање што јас мислам, што вие мислите и така натаму и така натаму. Но официјалната политика на државата како членка на НАТО и земја кандидат за влез во Европска унија, ние мораме тоа да го следиме. Гледате, Србија која се обидува да најде начин измеѓу какви сериозни притисоци трпи и мислам дека во скоро време Србија ќе дојде во многу тешка ситуација затоа што ќе западниот свет ќе каже ако ти сакаш да се движиш кон западниот свет, мораш да се определиш дека си за западниот свет, ако не, веројатно Србија ќе ја вклучат во санкциите кои што ќе се однесуваат на Русија. Да, заедно со Белорусија и во таа група ги. Мислам дека натаму да работите, читете го денешното интервју на Вести Кларк. На Вести Кларк, да. На Вести Кларк, да. Да се вратиме малку на Македонија и тука би сакал да прокоментираме малку околу оваа ситуација со поскапувањето на горивата, сега малку ја начнавме таа тема, со поскапувањето на горивата и со поскапувањето на цените на основните продукти, неколку експерти кои што коментираа за Инфомакс, меѓу кои што и порнешниот министер Кирил Миновски, кој што за Инфомакс вели дека оваква ситуација е неиздржлива ниту на среден рок. Според него се работи за ситуација во која што растот на цената на горивата ќе придонесе за раст и на цената на основните продукти. Раст на цена на основни продукти би значило вака на кратко да ја скратам воведот и сериозна инфлација. Имаше информација минатата пред 2 недели имаше информација која што објавивме ние, но висти номер одлучи да ја блокира, а тоа е информацијата дека од македонските банки со зголемено темпо се вадат депозити на граѓаните. Не е добра таа информација се шири. Дури да е точно. Можеби не е добра. Таа може да направи штета на банкарскиот систем. Да. Значи, јас... Но не дека не е точна. Ја исто мислам дека нашиот банкарски... Не мислам, него тврдам дека нашиот банкарски систем е стабилен, дека депозитите се стабилни, ние имаме доволно количество на девизни резерви кои што може да издржат, нели, отприлика мислам дека се на ниво на 5 или 6 месечен увоз на државата, значи буквално да нема никаков прилив на девизи да можеме да издржиме, значи и тие девизни резерви гарантираат стабилност на нашиот систем
и мислам дека не категорички тврдам дека нема причина за паника кај граѓаните, затоа што и пласманите на банките и депозитите се обезбедени на соодветен начин заштитени од строгите контроли на Народна банка на Македонија и такви информации може само да му прават штета на банкарскиот систем на Македонија. Океј, но не дека Искрено ја не сум видел редици пред банките. Но не дека информацијата не беше точна, ја зборам од друг аспект, Вистиномер одлучува да блокира информации кои што во моментот Инаку морам уште една работа кажа, као министер за економија. Секогаш негде од средината на март кон април имаме намалување на девизните резерви, зголемување на вадење на денари од банките и ради дивидендите. Значи луѓето кои што имаат дивиденди во своите фирми, предадени се завршните сметки и сега можат да повлекуваат дивиденди и автоматски тие ги претварат во странска валута. Значи секогаш и кога сум бил министер за економија, овој месец, значи од средината на март, април и тоа се стабилизира негде тамо кај мај, доаѓа до намалување на девизните резерви. Зголемување на цена на горива, како ќе влијае? Јас Кире Миновски го почитувам многу и како човек и како стручњак, тој е апсолутно во право и мислам дека во овој момент на Македонија и треба еден сериозен економски тим. Дури мислам дека треба сплотување и власт и од опозиција. Ова работа не е играчка. Гледаме дека ние секој ден го броиме и ни се чини дека ова трае година. А ние само 15 дена, 2 недели, денеска е четврток? Да. Петок. Значи, поминаа 15 дена од рускиот напад врз Украина, а нас не се чини дека тоа е година и пол. Ако ова потрае, ако ова ги троши нашите домашни буџети, ако цените вака вртоглаво, како растат стратешките производи, така ќе растат сите производи, така ќе иде инфлацијата, значи ќе не фати инфлаторната спирала, тоа обавезно и на краток и на среден и на долг рок ќе врши притисок врз девизниот курс, ќе мора да девалвира денарот, значи владата подхитно треба економски тим, треба тим на стручњаци кои ќе седат и буквално на дневна основа ќе носат решенија и мерки кои што ќе значи заштита на домашната економија. Пред се на фирмите, пред се стандардот на граѓаните и мислам дека треба слободни парични средства што се има да се најдат и да се купуваат стратешки производи и второ сметам дека треба да се охрабрат банките или со евентуални измени на законски решенија да можат да овозможат на фирмите да увезуваат стратешки производи, во спротивно затоа што пред се транспортот драстично поскапува. Замислете она што го носиме од Кина, замислете она што го носиме од Канада, од Америка, колку ќе поскапе бродскиот превоз. Може замислите бродскиот превоз колку ќе поскапе. Авионскиот превоз колку ќе поскапи. Сувоземниот превоз, веројатно железничкиот нема толку да порасне, а овој транспортот со камиони, со шлепери, така тој драстично ќе порасне. Цената на струјата, ако е качена, некни зборува со еден стопанственик, што вели 3,4 денари ни беше киловат електрична енергија, сега 13,7. Тоа е 3,5 пати. Ако е 3,5 пати покачена цената на електричната енергија, тоа значи тој трошок во цената на производот, бидејќи за било што да произведете, вие можете да трошите енергија. Тоа влегува во цената на производот. Автоматски вашиот производ ќе стане поскап, ќе стане неконкурентен на пазарот, ќе трпите штети или тие што ги увезувате исто кај нив расте цената. Тоа ќе има сериозен удар врз инфлаторните движења во земјата. И во ваква ситуација во која што е ставена државата, во ситуација кога економијата е пред сериозна закана, не поради објективни фактори, поради надворешни фактори, тоа мораме да го признаеме, имаме ситуација во која што екс-министерот Венко Филипче, екс-министерот за здравство Венко Филипче, уште минатата година некаде во ноември-декември подпишува одлука со која што одлучува 2,5 милиони евра буџетски пари да ги префрли на компанија, на грчка компанија Интракат од Грција, која што треба да ја гради, која што требаше да ја гради клиничката болница во Штип. И само ако да направам вовед во темата, се работи за
грчка компанија која што за подизведувач ја ангажира македонската Бетон Штип. Бетон Штип ја гради клиничката болница во Штип, истовремено додека ја гради клиничката болница не добива ниту денар исплата од Интракат од Грција. Што значи дека Интракат должи на македонската компанија Бетон Штип 124 милиони денари во моментот кога добива и блокада од извршител за да ги исплати овие ситуации. Министерството за здравство одлучува да не му исплаќа на Интракат пари, за да не бидат тие пари повлечени од страна на доверителот, во случајов Бетон Штип, за да може Бетон Штип да продолжи нормално да функционира. Бетон Штип влегува во стечај и фирмата престанува со работа. Во моментот кога престанува Бетон Штип со работа, тогаш Венко Филипче префрла 2,5 милиони евра на Интракат, на грчка Интракат, тие си ги повлекуваат парите, Бетон Штип останува ненаплатен и згаснува. Мене ме Значи интересира грците ги зимаат парите, се е јасно. Бетон Штип останува без пари. Клучно прашање е дали отпуштени се луѓе. уште трае стечајната постапка или е завршена, фирмата е ликвидирана. Ако трае се уште стечајната постапка, значи ова Интракарт е должна, односно стечајниот управник ќе треба да ги наплати веднаш од Интракат. Да, но 0 денари има на сметка, тоа е затекната состојба. Ако пак е ликвидирана со стечајната постапка Бетон Штип, јас мислам дека ако ова така, тогаш овде мора да има сериозна истрага, значи ова е намерно предизвикување на стечај на една компанија и сериозни индиции за организиран криминал. Ако е така, ќе биде по некого лошо. Но има веќе судска пресуда За? во корист на Бетон Штип. Ако има судска пресуда, пак викам, клучното прашање дали стечајната постапка уште трае или е ликвидирана во стечајна постапка Бетон Штип. Мене ме чуди латентноста, ме чуди... Александар, само уште една работа. Еве гледате, кога ги земаме тие меѓународни кредити, ова е градена клиничка болница во Штип со меѓународни кредити, како не условуваат да поставиме услови во тендерските постапки, кои што практично работата задолжително ќе ни ја земат странски компании и тоа најчесто ни ги земаат грчки. Тоа ни се случи со заобиколницата, ни ја зема грчка фирма, тоа ни се случи со аутопатот Демир Капија Смоквица, ни ја зема грчка фирма, тоа ни се случи овде и сега, ако тоа тамо кошта 60 милиона евра, чини 60 милиона евра, а ние толку пари со буџет расфрлавме, трошевме и така натаму, гледаме дека не се гради во една година, беше ли толку голем проблем 3 години по 20 милиона евра да издвоиме за да се направи клиничката болница во Штип и да не морат кајмако да ни го собират грчки фирми и да не морат да ни постават од Европа услови што нашите фирми не можат да ги исполнат. Односно, гледате ли колку сме клети? Све што може да мрда наша фирма, а беше прилично успешна Бетон Штип. Бетон беше една фирма, да можеме место да си, како да кажем, да потикнуваме вакви фирми кои што ќе можат на тендери да добиваат работа, па евентуално тие на нашите фирми да им дават како подизведувачи, ни една градежна компанија не може да ни издржи овие тендерски постапки, било да се работи за нискоградба или да се работи за високоградба, овде се работи за високоградба, значи сите вакви меѓународни тендери ни ги земаат грчки фирми, а нашите се подизведувачи, тоа значи наемни работници, робови. И во исто време парите воопшто не ни ги добиваат нашите фирми, туку прават вакви... Се ако е така, нека им е на чест. Има институции овде, мислам дека ако е ова така, и кој го открива? Фокус? Не, ова е ситуација, ова е демант пуштен од Бетон Штип. Демант? Демант на информација на грчка Интракат. Ако е така, овде ќе има сериозна работа. Па не гледам дека некој од правосудни органи се одлучи да отвори постапка било каква или истрага. Ако е ова така, тука има организирана група која што нема да им застари така брзо. Добро, го гледам Филипче, јас како пред вчера замина за Дубај, веројатно таму ќе одмара, веројатно е сигурен дека тука нема да има никаква истрага, ниту никаква кривична одговорност за него. Тука некаде би предложил да го привршиме разговорот, освен ако нема нешто да додадеш. Јас немам ништо да додадам.
Се надевам дека евентуално нареднава недела кога ќе разговараме, ќе имаме посветли теми за разговор. Имаше едно прашање кој што Ќе заборив да го зборуваме за прашам. примирие во Украина и за Имаше едно Русија, дај прашање Боже. од гледачите кој што заборив да ти го поставам, сега ќе ти го поставам, до кога ќе трае овој молк на опозицијата и дали опозицијата се подготвува за протести, конечно да ја урне оваа власт и дали треба сега да има протести. Тоа е прашање од гледач. Немам разговарано, нити имам било каква координација со опозициона координација, за да можам да кажам дали ќе има протести или било што ќе се прави. Ако јас лично се прашувам, јас мислам дека сега треба да се обединиме сите. Дури можеби треба да се формира влада на национален спас, бидејќи ситуацијава економски нема да се подобрува. Туку драстично од ден на ден ќе се влошува и дека ќе ни требаат многу мудри глави за да ја водат ова држава, а мислам дека нема да ни треба да рушиме влади или некој да се бори да обстане, затоа што ќе пропаднеме сите. Моето мислење е дека треба да се формира влада на национален спас, пред се во овој момент безбедносниот и економскиот аспект од раководењето на државата се клучни и тука нема дискусија. Сериозен е проблемот, имаме увезана инфлација, имаме неконкурентно стопанство со лоша структура, имаме стопанство кое што е ниско профитабилно, тоа значи дека финансиски резерви нема, тоа значи дека не може да издржи ваков секојдневен скок на цени, ќе го изгуби дахот и ќе имаме големи отпуштања, масовни отпуштања од предпријатија. Значи, ситуацијата, мислам дека е после 92, 3, 4, 5, кога беснеја војните во Хрватска и Босна, мислам дека никогаш полоша не е ситуацијата. Мислам, од тогаш секавате на она инфлација која имавме по 2000% годишна, вие сте млади и не се секавате, меѓутоа јас се секавам кој имавме по 2000 кусур % инфлација на годишно ниво. Гледачи сигурно се секаваат. Да, значи мене ме потсеќа ова на тој временски период кога имавме војна во Хрватска и во Босна и Херцеговина, кога ние моравме да кружиме, Србија имаше ембарго на Србија, кога моравме да кружиме преку Бугарија, Романија, Маđarска и така натаму, кога еден камион пред тоа одеше до Италија за 1000 марки, а потоа за 9-10.000 марки еден камион со стока наша која требаше да оди или пак да се увезат репроматеријали, значи драстично поскапување на транспортот и ама тогаш пак на пример во Европа цените беа стабилни, меѓутоа кај нас главниот удар го правеа транспортните трошоци и ембаргото кое што беше на Србија, а од друга страна имавме ние ембарго од Грција кон Македонија и ние бевме тогаш во еден сендвич. И мислам дека таква сериозна работа како што беше тогаш, да се раководи државата, денеска мислам дека е уште посериозно, затоа што гледаме дека готово секојдневно веќе почнува бројчаникот да врти со зголемување на цени. Имаме една ситуација која што мораме да искоментираме, реков ќе привршуваме, но сега ми текна темата, малку како да се дефокусиравме, не малку, многу, веќе не се збори за проблемот со Бугарија, Македонија, Бугарија и решението со Бугарија. Па, во имате тој информација, случај, например, до каде се преговорите, дали има... знаете што, светот, односно Европа е на работ на војна. И мислам дека и во Бугарија, и во Европа, па и наши во сваќаат дека не може од прилика да биде ситуација село гори баба и така натаму. Значи, длабоко сум увиден дека оваа работа е ставена на спореден колосек, затоа што Бугарија со излез на Црно море, нези практично преку морето и е војната. Да. Не е уопште едноставна работата. Ние на практично на границата на Европа, односно Украина е европска држава, ние имаме војна веќе во Европа. И ова, гледате дека секојдневно се носат одлуки во Брисел, во Европската унија, значи секојдневно има приоритетни прашања и мислам дека ова ќе се стави на спореден колесек. Во меѓувреме стигна информација
Поред паролот на Пентагон истакнал дека во текот на денешниот ден дошло до сериозно напредување на руските трупи кон Киев. И тука сакам да се надоврзам на претходниот разговор околу доброволците, странските доброволци во редовите на украинските безбедносни сили и оние кои што ги најави Путин. Путин најави 16.000 странски доброволци, претежно од Азија и Африка. Претпоставам дека се работи за доброволци кои што ќе дојдат од Ама тие Сирија. рече дека ќе го упатат во Донецк и Луганск. Вамо прилика се чеченски сили, пак ќе кажам, не е добро што тргаат и доброволци. Мојата претпоставка е дека се работи за 16.000 војници од оние припадници на сириските паравоени структури, сириски и оние од курдските безбедносни структури, кои што се веќе добро подготвени и имаат длабоко силно искуство во така наречена герилска урбана борба. Киев ќе биде практично таму ќе се води герилска урбана борба. Руската армија нема такво искуство, но оваа војска има. Претпоставувам дека се работи за увезување на такви борци за Киев. Како нема такво искуство? Краков 45-та кој го совземаше, не знам Прага, не знам Братислава, Дрезден, Берлин, Лајпциг. Немаат реално искуство оваа војска, овие војници. Оставете таа работа. Мене ме плаши тоа што почнуваат да се вклучуваат доброволци полека, но сигурно. Војната трае 15 дена. На една страна имаме 16.000 доброволци. Полека ќе се вовлечат и други земји. Ова 5-часовна средба меѓу Путин и Лукашенко не е пиење кафе. Ова е договор како Белорусија да влезе во војна. Да влезе од горниот дел и да ја разлачат украинската армија. Значи ова не е воопшто едноставна работа. И затоа мојот став и ставот на мојата партија е час поскоро Европа да се вклучи во убедување и на Путин и на Украина да запре војната, значи во интерес на мирот и да се отпочнат преговори. Се гледа дека со војната ќе отиде на една страна и ова ќе донесе страшна несреќа и за украинскиот народ, и за рускиот, но и за цела Европа. За цела Европа. Значи, а поготово трагедија ќе доживее украинскиот народ. И тоа не е добро, затоа сметам дека санкции се санкции, но треба што поскоро да се седне на маса за да се најде решение за Украина, во спротивно влегуваме во една опасна зона. Тука некаде ќе привршуваме емисијата. Последна информација, авиација над Киев се слушаат, одекнуваат експлозии, сирените за воздушни напади се активни во градот и во регионот на Киев. Тоа е последната информација. Дополнителни информации следете на Инфомакс, ќе ги читате во текот на вечерва, но сигурно и во текот на утрешниот ден. Ќе видиме докаде ќе биде таа оваа офанзива, докаде ќе стигне. Руските трупи веќе се околу Киев. Украинските трупи тврдат дека се подготвени за напад, да го одбијат нападот, подготвени се за дефанзива. Го слушнавме и братот на киевскиот градоначалник Владимир Кличко, кој што вели дека добро се уготвени и дека имаат доволна количина да преживеат градот да функционира нормално во смисла на храна, гориво и основни продукти во наредните 5 месеци. Ако оваа опсада на Киев трае толку, тогаш веројатно ќе се соочи Украина и Русија со значителни жртви. Тука некаде ја завршуваме емисијата. Продолжете да очитате Инфомакс, да читате информации кои што се без цензура, да ги читате информациите и од едната и од другата страна, без притоа да фаќаме ниту една страна. Екимовски, последниот збор е ваш. Посакувам добра ноќ на гледачите. Довидување и се гледаме во недела. Ја прошам. Текстот на предлогот на Адев порад Пративме да чува.